Здравам се, девойки и дечиња, добро вечер. Најаката фамилија во Скопје, а и по широко. Што се дешава денес? Денес искачам од туш, само што се истуширав и одам надвор на тераса и што гледам? Луѓенца, што гледам? Ово 5 месеци мајцата едноставно не ми ја носила. Вау! Сега ќе ја носам во видео. И после видео ќе ја исправам за да можам и утре да ја носам. Колку сме паметен, а? Вие обавезно ставате лайк, ставате сабскрайб на мојот канал и пишете ми во коментари што сакате да снимам. Да, иначе ево ми е сител антена. Мацата едноставно брат пуца, спија. Видете како убава. Едноставен. Добро, многу ги превеличу. Работите, дали, шо да правам? Живот е, брат. Живот иде дале, да. Ќе кажев нешто друго, ама и прекитев. Така да... леле, косата, леле, треба да се числам. Нема везе. Сега телефон ќе оставиме вака на косо. Ќе вземе лаптопот. И сега што ќе снимаме... Пази, баки. Сите знаете дека у Хрватска се деси земјотрес, само онака... Земјотрес, знаете, онака... Да се дрма све. Па у Хрватска некои згради се... Не. Па да, у Хрватска некои згради се срушиле, некои куќи се срушиле. Па... Мене баш ме интересира што се случило. Иначе да, сакам да би сакал да можам да им помогнам. Камера уште еднаш. Би сакал да можам да помогнам на Хрватска некако, но јас сум во Македонија, а сум малолетен и не заработам ништо. Иначе да, имам срце и сакам да помогнам на Хрватска, бидејќи јас сум едини човек у фамилија што ја сака Хрватска. Да. Тоа ви го гарантирам, а садото што е 10 за 6 поручек нема везе. Така да, ви оставате лайк, ставате сабскрайб и бидете дел од фамилија Едноставни. Мајца Едноставни, која видите колку е убава, знаете колку се добро се осеќа ги која е доста прекине. Океј, да не дугачам, доста беше со зезанци, време да преминеме на главниот дел од видеото. Ја. Добро, ова е брат на хрватски јазик, така да хрватски, српски горе-долу исто ти се фаќа. Па вали ова тоа видеото, што ми го прати. Не знам, вали ова тоа видео. Изгледа ова, а? Па да, изгледа ова. Океј, спремни сте? Ај, газ. Na telefonskoj vezi imamo seizmologa... Čekaj, vrati nazad, ne od така. Океј, ајде да чуеме што и како се десило у Хрватска. Ставате лайк на видео, ако ја подржувате Хрватски, ако го делите истото мислење со мене. Да. Na telefonskoj vezi imamo seizmologa Krešimira Kuka. Gospodine Kuk, je li se mogao očekivati ovako snažan zemljotres nakon onog snažnog jučer? Mogao se očekivati odmah jedan ispravak. Ako uspoređujemo jačinu, odnosno energiju oslobođenu ovim potresom sa zagrebačkim potresom, onda on bio 10-ak puta više energije oslobodio. Ona brojka 30 se odnosila sa magnitudom 5.0, znači eksponencijalan. Pa znači u Zagreb se desilo zemljotrесов? Lele, u pičku mater. Odnos magnitude, tako da mala promjena u magnitude značava veliku promjenu u snazi potresa. Mogao se očekivati, da li se sad nakon ovoga potresa može očekivati opet neki jači zemljotres? U principu kad kažemo da se mogao očekivati, mi nikad ne znamo nisko... Lele, kugите kako se srušeni, lele. Се темелите и циглите се бутнати, леле, ужасно се десило. Kad se dogodi neki potres... Lele, pareta li, brat? Su oni najjači te serije
Леле, цела зграда паднала врз кола. Колата е сендвич сега. Леле. Pa je Gospod neka im pomogne na Hrvatska. Pojave novih potresa ne možemo, ono što se može reći, ovaj potres je magnitude 6.2, dakle Brat, kako cijela kuća padnala? Kućeta, znate što? Kućeta je, brat, sol сега. Sol. Evo ga, se troši. Magnituda 6.3, 6.4, eventualno je maksimalna vrijednost magnituda. Što je, brat? Što zemljotrski video Terminatora da ne dođe? Nadati se da je ovaj potres bio najjači koji će na ovoj sferi dogoditi. Daski leta. Je li ovo, evo dobivamo izvještaje, dakle zemljotres osjetio u Banja Luci, osjetio se širom Hrvatske, osjetio se u Sloveniji, u Bosni i Hercegovini. Znači, dobro, jeste u Hrvatska sve se srušila, ama koji državi gi rekao da slušam? Zemljotres osjetio u Banja Luci, osjetio se širom Hrvatske, osjetio se u Sloveniji, u Bosni i Hercegovini, Sarajevu, Znači, Sarajevo, Белград, Bosna i Slovačka. Do tamo stasalo zemljotrесот. Ако доаѓа крај на светот, барем кажете пред време. Ама жал ми е бе за ку знае колку луѓе има стрпано зградава. Пошто не е заебанција да ти се сруши цела зграда. Ку знае колку жртви има со земјотрес, колку жена, деца. Па добро се, не е моја работа да се мешам, ама мислам дека хрватските власти треба да превземат мерки за ова. Пошто цела зграда се срушила на кола. А за куките да не зборам, куките се бат сол. Beogradu, je li to uobičajeno? To je normalno. Колку што е лошо, толку е и тажно. Пошто ти да знаеш дека кога се деси земјотрес, увек пукаат тука петради пред ова, нема везе. Значи, у Хрватска ова земјотрес направил голем хаос. Хаос, буквално хаос. Така да, едноставно, жени, деца, мажи, семејство, потрпани се под цигливе и се надевам дека ќе има живи луѓе. Да се надеваме на тоа. Да се надеваме на доброто. Жал ми е стварно, значи онака... А колку рекao дека? Znači, ovako jak razoran potres se osjeti... Pa dobro, gledam od kada... Tako da je normalno da se osjeti na cijelom ovom području koje ste naveli. Rekli Колите, знаете што се? Ова се колите, а куките сол. ste da je predviđen za ovo područje, dakle to Petrinje gdje se desio zemljotres, da je tu maksimalni zemljotres koji se može, ako sam vas dobro shvatila, koji može pogoditi to područje je 6, magnituda 6,4. Tako nekako tu negdje se kreću računice, dakle 6.3, 6.4, to je na kraju krajeva u ovom času. Што е ова, бе? Osim za neke... A da li bi to značilo onda sem ovog najstarijeg dijela grada u Petrinji, jer još nemamo informaciju o ostatku grada, da li bi to značilo onda крај. da su zgrade... Брат, доста бушиш у зградата. Пожарникарите ја бушат зградата. А пожарникарите немаат логика. Ја бушат зградата и откога ќе ја избушат зградата, можеби некоја грела ќе падне врз некој дете. Ja ne sum tipот što se meša, samo kažu. Nije mi poznato detalji, odnosno kvaliteta zgrada u Petrinji. Ono što definitivno možemo reći je da novije zgrade bi trebali izdržati takav potres. Ja, mačice Milo Crkvica. Smo ih svjedočili i jučer, a pogotovo danas, većina gradnje, ne samo u Petrinji, nego nažalost... Grozno ova selja. Je stara i nikako nije protupotresna. Žrtvi ги вадат. Potresi ovih jačina izazivaju tolike materijalne štete. A kolikom jačinom se zemljotres osjetio u Zagrebu? Imate li vi informacije, je li tamo nastala neka šteta? Imamo podatke da su za sada zabilježene manje štete u smislu da su se urušili neki crijepovi cigle.
ova ne je normalno, ovo je kraja. Većim štetama, Zagreb je neki 40 km udaljen od ovog epicentra potresa. Колко близко само до... Поšto je отворена на мапа, Загреб, границата, што дори има, како се викаше, Загреб, Дубровник и уште еден град што не знам како се вика. Битно, хаос се десило, значи, луѓе. Не ме жал за објектите што се срушени. Жал ми е за луѓето што се стрпани по такви темели. Да чуеме далje? I to je na sreću jako umanjilo utjecaj, odnosno treću u samom Zagrebu, ali Zagreb se također jako stresao i u kolapsu je potpuno, izgubljene su telefonske linije, mobitelne, struje negdje nestalo i tako. Za sada u samom Zagrebu nemamo podatke o većim štetama. Hvala vam najljepša. Da ponovimo, ne možemo isključiti mogućnost da će doći do jačeg zemljotresa, ali ovo po vašim predviđanjima jeste taj neki maksimum koji je predviđen za to područje. Jačina potresa je negdje oko maksimalno mogućih potresa na tom području i stoga nam daje nadu da nadati se da ne bi uslijedili još ovako jaki potresi. Леле, брат, гадно да ги гледам жртвите, окей, ай, край, гаси. Бе, брат, не можем да гледам кръв. Окей. Леле, жал ми за луѓе. Не знам. Добра го на видеото, ама сега видеото е повече депресивно. Брат, куги, згради, гаражи, школи, игралища, све живодиво се урнало. Ова не е вред. Ова реално не е вред. Жал ми што под тие школи, по тие куки, по тие згради, по тие гаражи, по тие коли се страпани луѓе. Колите, све нека се види, само луѓето да бидат живи. Ама земјотресот не бил баш онака низок. 4.5. Значи ова брат не е стварно во ред. Се надевам дека Хрватска ќе надминува кризна ситуација. Немам збор. Тажно е, глупо е и застрашувачки, пошто сега гледам, значи, да, некој дете го извадили под тоа колата, цело било тука крв, го ставя на носилка и ова како се вика у амбуланско возило. Хрватска издржи. Ај сега да ги прашам моите што мислат за ова. Едина земја што си ме сагал Хрватска, и на Хрватска никад не сум ни размислувал дека ќе се деси ова чудо. Ама тоа се десило веќе. Ај сега да го земам телефонот да ги подат. Браво, така се третира на нов телефон. Да, иначе ми е мајцата едноставен. Ова не е вред со Хрватска. Јас се... добра ќе го пати. Јас се надам дека луѓето ќе бидат живи и здрави. Иначе да, тука си пијам швепс. Пошто швепс немам пиено, кој знае од кога. Почто на колко, ама не везе. А да ги прашам моите. Кај е мама? Добро. Да, иначе видите сестра ми што направил само да ми падне телефон. Ова го праши сестра ми. Јас каде да паднам, јас се враќам као бист. Први сме на рангот, нема да е ладно додека сум жив. Растани од мали, растани без пари, окей, мамо?
Значи да, там си ги слушам тренирките, пошто така ми е най-клин место. Ајде го. А? Изливај. Зашо? Се доаѓаме на гола. Оди сега е бате видеото. Чао.